Екс-градоначалникот на Сарај и актуелен пратеник од Дуи Блерин Беџети и уште 7 негови општински соработници, меѓу кои надзорен инженер од град Скопје, добија кривични пријави. Според финансова полиција, осумината се под сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, како и за несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги. Како што се наведува во нивното соопштение, тие изготвили извод од ДУП за место каде не постои урбанистички план, со цел инвеститор од село Глумово Сарај да добие целосна потребна документација за да може да го изгради објектот, пошто тој се стекнал со противправна имотна корист од 1,7 милиони евра. Иако биле свесни дека за катастарската парцела не постои донесен ДУП, со пречекорување на своите службени овластувања изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистинита содржина, како и пресметки за надоместок за уредување на градежно земјиште спротивно на законските прописи, а надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистинита содржина. На овој начин пријавените лица злоупотребувајќи својата службена положба и овластувања, како и несовесно вршејќи ги своите должности, му овозможили на правниот субјект Азра Идрис Доел, село Глумово, Скопје, Сарај, да се стекне со противправна имотна корист во износ од 108.648.840 денари. Стои во соопштенијето од финансова полиција. Од обвинителството за Канал 5 посочија дека пријавата оттаму е примена и дека веќе се преземаат действија на проверка. Станува збор за злоупотреба на државни органи за политички прогон, порача екс-градоначалникот Блерин Беџети за Канал 5 по кривичната пријава. Според него, актуелната власт има заложба да ги прикаже функционерите на ДУИ како лица кои не работеле според закон и дека станува збор за антиалбански став. Тој вели дека ќе остане на страна на правдата, транспарентноста и граѓаните. Ево уште еднаш повикувам до господинот Мицковски и Меджити да се отргнат од злоупотреба на државните органи. Јас и порано и во претходни влади сум имал вакви случаеви каде што иницирале, но никогаш не се покренале вакви постапки, бидејќи повеќе од очигледно е дека се работи под политички диктат. Премиерот Мицковски пак посочи секаде каде што постои основано сомнение по истото ќе се постапува и дека борбата со криминалот останува приоритет на владата. Останатото, вели, е на обвинителството и судот. Ние од самиот почеток рековме дека секаде каде што постои основано сомневање, кој што е подкрепено со докази, ние како влада ќе делуваме. Нема да правиме тоа естрада, нема да упаѓаме дома со специјални единици. Едноставно, правдата мора да биде наш императив и така ќе се однесуваме и така се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен функционер, сегашен функционер и така натаму. Актуелниот градоначалник на Сарај пак Мухамет Елмази за Канал 5 посочи дека Државниот завод за ревизија ја чешлал работата на општината пред тој да стапи на својата функција. Воедно посочи дека и неговиот кабинет сега прави ревизија и дека ако нешто се открие, истото ќе се пријави до надлежните органи.